Во продолжение ќе разговараме за новитетите кои што се во рамките на Високата школа за новинарство и за односи со јавноста. На оваа тема, ова утро, во продолжение, разговарам со Лејла Шабан, раководител на Центарот за обука и професионална надградба кариера. Добро утро, добро дојдовте во почнува ден. Благодарам и добро утро на сите гледачи на Алфа телевизија. Споменав, ќе разговараме за новитетите, па веднаш на самиот старт, што е она што е актуелно или кои се новитетите во Високата школа за новинарство и односи со јавноста? Па од овој месец почнуваме и со новите програми на Високата школа, односно со новите програми за специализација, односно за доедукација на сите оние што сакаат да научат малку повеќе за медиумите, за продукцијата, односите со јавност, корпоративните комуникации и маркетингот. Односно, тоа се специализирани курсеви во истите области, во овие две, мислам, поголеми, како да ги наречам, медиуми и комуникации. За кого се наменети курсевите? Значи, курсевите се наменети како за почетници, така и за сите нивоа во кариерата. Значи, секој може да најде по нешто. Дори имаме и за тие што не се на почетокот на некоја професионална кариера. Млади, меѓутоа имаат, да речеме, би го спомнала курсот за фотографија, меѓутоа имаат љубов кон фотографијата. Додека имаме и курсеви за оние што се веќе во менаџерските функции, на нив им требаат такви некои финитети. Дури луѓето кога завршуваат факултет, не значи дека нивното професионално знаење тука завршува. Човек се учи целиот живот. Секогаш има нешто ново, а новото време, новите трендови си го бараат тоа. Почитувани, телефонскиот број го гледате на вашите екрани, можете слободно да не исконтактирате во текот на нашиот разговор, секако доколку сте заинтересирани на темата на која што разговараме. Во првиот сет ќе се организираат дело следниве курсеви: фотографија, креативно пишување, вештини за креативно и убедливо зборување, радио водителство, ТВ водителство. Зашто најмногу има заинтересираност? Па има за се, меѓутоа нормално најмногу за фотографија и за тие програми што се наменети за односите со јавноста, како што е ефикасна PR кампања, како да се подготви, вирал маркетингот кој што е нов, тоа се интегрирани маркетинг комуникации, справување со кризи или управување со репутации. Меѓутоа, секогаш има интерес, ние не можеме точно да предвидиме зашто некој би сакал да се запише, меѓутоа овие се за кои што има повеќе интерес. На кој начин се врши самата едукација? Значи, имаме програмите се конципирани, се организираат во 5-6 неделни предавања. Се одржуваат 2 пати неделно во вечерните часови. Програмата се одржи еден дел што е предавање и другиот дел се практични вежби и задачи кои самите учесници ги изработуваат во консултација со предавачите. Значи, има доста студија на случај, нови практики кои што ќе им се најдат во нивната идна работа. Обично, кој дел, според вас, е поважен, по-суштински, повеќе оној кој што изучува материјата може подобро и повеќе да ја стекне суштината на она што го изучува, практичниот или делот теоретски? Па јас не би ги двоила, значи важни се и двата дела, нели? Меѓутоа само теоретскиот без практичниот претпоставувам дека нормално едното со другото се надополнуваат. Меѓутоа според нашиве, ние имаме и други програми како што се додипломски и постдипломски, ни покажуваат дека најчесто проблемот е што премногу поголемиот дел е во теоријата, им се дава важност на теоретскиот дел и изостанува оној дел со праксата. Мислам дека ова е баш на дополнување на тоа што им треба по завршување на тој теоретски дел. Мислам дека е многу важен и да имаат соодветна пракса. Постои ли ограничување околу годишната возраст? Не постои ограничување, меѓутоа нормално очекуваме тие да се полнолетни. Иначе за секој што сака, нормално некои од курсевите бараат и некакви си предуслови, например тие што се за односите со јавност мора да има некакви базични познавања, основни познавања од таа област или искуства барем од најмалку 1 година. Предавачите се од Македонија, заедно со дел од предавачи од Словенија? Така, да, нашите предавачи се различни профили на професии. Тука имаме академски професори, имаме стручњаци во делот на односите со јавност,
практичари од областа на медиумите, како од кај нас, така и од Словенија. Меѓутоа, ние се трудиме да донесеме и нови имиња кои што се познати во оваа област, за да имаме да видиме и едно и друго искуство како тоа другите го прават во другите земји. По завршувањето на овие студии, дипломата, сертификатот кој што ќе го добијат оние кои што ја изучувале од таа одредена проблематика, признаена е во каде? Значи, тоа се пак, ќе речам, од акредитирана високообразовна институција, нели, од Министерството за образование и наука, добиваат сертификат со кредити по ИКТС системот, што е многу важно, нели, затоа што знаеме во светот сегде за да напредувате во нека работна позиција мора да посетите одреден број на обуки. Со тоа, нели, вашето работно место се качува на некоја си повисоко ниво и така напредувате во кариерата. Мислам дека тоа почнува веќе и кај нас да се практикува како во јавната администрација, така и во големите компании. Нели мораш да поминеш одреден број на обуки за да напредуваш во својата кариера. Така да мислам дека ова тука ќе им се најде. Да се надеваме, се надевам дека ќе има што е можно поголема заинтересираност и дека оние кои што ќе се решат да изучуваат, односно да поминат курс од одредена област, дека по завршувањето на курсот ќе бидат успешни во областа која што ја изучувале. Ви благодарам што ова утро бевте заедно. И јас ви благодарам. Понатаму продолжуваме со рекламни пораки, а веднаш потоа и останатите содржини од почнува ден. Останете со нас.